Пациентите со дијабетес од Тетово се жалат дека во болничката аптека има недостаток на инсулин. Навели Пајазити од Тетово, кој 16 години е дијабетичар, изминативе неколку и на инсулинска терапија. Овој месец му дале само едно пенкало, па морал да позајмува од други лица, за да ја продолжи терапијата. Во меѓувреме позајмив од негде некоја пенкала за да се знајде и сум го намалил дозата, што не е препрашливо, да се намали бидејќи состојбата се влошува. И сега долгот не можем да го вратим, а овој месец побарав би дава само едно пенкало. Размислите, едно пенкало, а треба да примам 9 за месецот. Овој месец не го реализирал електронскиот рецепт за инсулин ниту Душко Игневски, кој воедно и председател на Тетовското здружение на дијабетичари. Тој вели дека поради зголемениот број на лица со шеќерна болест, проблемот е присутен речиси секој месец. Тасу горе-доле, тасу месецот обавезно бар една недела да фалат барем еден или два тип. Од Министерството за здравство пак добивме одговор дека нема проблем со количините на инсулин. Од клиничката болница во Тетово информираат дека пациентите со дијабетес се покриени со терапија согласно мислење на специјалист. Нема случај каде пациент не добил инсулинска терапија или да е вратен без да му биде дадена терапија. Во општина Тетово има повеќе од 10.000 лица со шеќерна болест, од кои над 4.000 возрастни лица и 120 деца се на инсулинска терапија. Од Здруженијето на дијабетичари велат дека бројките се загрижувачки, особено оние на детски дијабет. По податоците што ги имамо, што ги добијаме од ја што ги добијам информациите од инсулинска аптека, секој ден вика по 2-3 нови што ги давамо за инсулинска терапија. Значи тоа месечно му доаѓа може едно 2-30 пута после 12 месеци, тоа доаѓа голема бројка. Деца нарочито има доста, загрижувачко, тачно, и доста пати сум го напомнал тоа и нарочито Тетово преднячи со голема бројка. На ниво на Република Македонија, Тетово и Струмица се едни од да речеме со големи бројки на детски дијабет. Од Здруженијето велат дека се очекува бројките да се зголемуваат поради стилот на живот на граѓаните.